Добро, се надам дека и што да сте виделе, ништо, исто како да не сте виделе. Ќе заборавите сето тоа, затоа што јас се подготвам, се спремам полека и тоа што му вклучило они веднаш без да пучква, тоа исто како да не сте виделе. И да продолжиме ние сега сабота, ден за шопска шоу со Томче, токму така. Ја спремен, расположен, вие спремни, расположени дома, вие пред малите, големите, најголемите екрани. Ја тука од ова пред малите, уште помалите, најмалите камери и заедно се се забавуваме, се дружиме расположени, весели, радосни. Зашто? Затоа што следи уште еден прекрасен викенд, во кој што ќе ви донесеме предлог понуда за доручек, малце каде може да отидете на кое место да почнете и предлог понуда за ручек, нели? Кои се местата кои што може да каде што после од кога ќе ги потрошите калориите, може да одидете да ги надокнадите. И сега што се случува? Што во ова издание на Шопска шоу? Работата е што кога отидов прво во Централна Македонија. Таму луѓето викаат, од нас потекнува македонскиот јазик. Ние го имаме нашиот дијалект е најчистиот дијалект од цела Македонија. И рекам се, ако се дискутира по правило како треба, не знам, не би спорел сега, затоа што на гости си не смеш да многу приговараш. И така, и после тоа седнахме на едно место, седнахме со неколку луѓе, кога почнеме да разговараме да правиме мувет, испадна дека луѓето имаат прекрасни места кои што може да ги покажат, ама на едно место можеш да најдеш и доручек, па уште еден доручек, па на крајот и ручек, и вика од овде да не излезеш, од овде да не заедеш. Многу вкусно, многу убаво. И кога седнаме после тоа да покажеме, ја викам да покажеме, да видиме што има, што е тоа што може да се доручкува тука, а ми вика чекај да покажем, чекај. Па после тоа отидовме, па кога направи едни сендвичи со кобасици, па едни сендвичи со сланина, па едни сендвичи имавте со плескавици, па едни со што имаше таму уште со кебапчиња, па кога ставија на сето тоа кајма, па кога удрија една тура, љуто малце буковче, па кога ја вако седам се држам, викам држте ме ова све клиза, викам држ ме мајко. Добро, мајка ми не беше со мене, меѓутоа колеги викам држ ме колеги, викам готово е. Пар пати направи. И сега затоа што испадна така како што испадна, направивме едно прекрасно воодушевувачки големо видео материјалче кое што ќе ви презентира и ќе покаже како се поминавме ние во Велес, градот на Хочо Рацин, градот на гемиџиите, градот на ја прв пат сретнав таму и овие што се извидници, значи Ангелчо со неговите извидници и ќе ви кажем уште една работа, куќата како се викаше во Велес на Кипревци на не знам, ќе ве лажам, меѓутоа ставаме збор за едно фантастично место кое што има куќа направено на карпа и куќата нема никакви темели. Значи чудо, архитектонско, ова што е градежно чудо, не е од сите страни, од сите аспекти гледано, тоа е градежно чудо од проста причина што нема темели, нема ништо, стои во воздух, а луѓето живеат таму со години, повеќе од 60 на години. И сега, ако ова се доволна информација со кој што ви го задржам вашето внимание и вашиот фокус, па во тој случај ве поканувам ја во утро мене и со екипата на Шопска шоу со Томче, заедно со мојот колега Томче, кој што отиде на терен. Ајде, ти признам, добро, не беше колегата Томче, ја бев го менував, значи бидејќи сме многу слични вака на изглед, и дента ја отидов на терен и така. Си на фиокубо, колегата го оставивме да одмара малку тој ден и така. И ја бев во сендвичара Снупи, односно фастфуд Снупи, и има многу интересна убава приказна. Ми ја раскажа дека тоа сето тоа почнало со една многу скромна идеја и фамилиарен бизнис кој што почнал со лимунада, 2 сендвичи и 2 тоста. И дошло до сето ова што денеска го има. Значи повеќе од 80 производи да ги имаат во сендвичарата, повеќе од 200 производи во гостилницата, ама ваше е да бидете тука присутни, да дознаете. Ве поканувам и ово утро да откриеме каде беше колегата Томченцо, каде бев јас и што е тоа што се вкусивме и дегустиравме од доручеци и која е приказната која што се крие позади почетокот, една работа и втора работа, кои се знаменитостите кои што можете да ги видите во истото прекрасно убаво место, градот Велес. Ајде, да не чекаме, да не должиме, режија може и немој да ме изненадувате пак, ја уште не спремен вие да ме пуштате во програма, скроти. Томче, почнеш у програма 3, 2, 1, за да спремам, нели? Шопска шоу.
Здраво, здраво, мили драги мои. Како што може да видите со најме во соботното издание на Шопска шоу со Томчи. Тука сме само со една причина да ви презентираме што има најдобро за доручек во ова место каде што се наоѓаме. Тоа е градот Велес. Значи градот на Кочорацин, градот малото на гивинџиите, градот на убави луѓе тука, градот на еден куп парламентарци што се во моментот, градот на градачалници, градот на најстоп народ на овие луѓе, средени стокмени луѓе што се вика. И сега дојдовме во Велес, што би рекле велешани, централниот дел на Македонија, тука е најчист македонскиот јазик. Што би рекол јас, меѓутоа ќе видиме, тоа секој си има свој дијалект од Македонија, така да кај е најчист јазикот, тоа е дискутабилно. Меѓутоа ние не сме тука да бистриме политика околу македонскиот јазик и така натаму. Ние сме тука да го најдеме најдобриот доручек во Велес. Па ако појдете од градската црква Свети Кирил и Методи нагоре по уличката, од десната страна, од моја лева страна тука се наоѓа фастфуд Снупи. Фастфуд Снупи е сендвичара која што има далечна и голема историја. Значи повеќе од 30-40 години луѓето после функционираат тука, има приказна која што сакаат да раскажат, а јас верувам дека вие сакате да слушате, да не седиме гладни, мешлачињата кркорат, сакаме да одма да ги нараниме. Ај па да појдеме. Мили драги мои, како што видовте, Милена ме пречека и пред фастфуд Снупи си поразговаравме, јас ме остави да дегустирам, ја не сакам да те оставам да седиш сама, не е убаво во гостилница дама да седи сама и не личи тоа и така како што сум ја джентълмен, дојдов да ти правам друштво, ама во меѓувреме и да дознаем информација две околу фастфуд Снупи, сето тоа што се случува како историја поврзана со местото каде што го бараме денеска на добриот доручек во Велес. Мене ме интересира прво и што би те прашал, прво со што би започнал е колку време постои фастфуд Снупи и дали и од каде почна целата приказна? Значи фастфуд Снупи постои следниот месец ќе правиме веќе 40 години како што е формено. Така. Почнавме Не ви се среќа уште толку години да си работите, да си правите, да си произведувате, да си успевате, да бидете успешни, да бидете продуктивни. Ви благодарам. Почнавме со еден мал, ајде да го кажам, една мала сендвичара на местото на денешниот театар, каде што е сега. Така? Да. И почнавме со многу мал асортимент на тостови, сендвичи и обавезно нашата препознатлива лимонада. Добро, сите ми ја зборат лимонадата дека е препознатија, меѓутоа јас сум тука меѓу втор ден, лимонада ја не добивме, да се добивме, прекрасна прескарица, прекрасни работи, прекрасна чорбата, прекрасно сите работи, сега ќе направиме уште еден доручек, претходно сум предал пица. Никој ми нема кажа за лимонада нешто мало добро, никој ми нема рече лимонада е топ. Просто да излизаш. Да. Значи до толку ли е добро? До толку е. Ќе пробате, ќе имате можност сега. Кажи ми, значи лимонадата има традиција 40 година, Да. Ова буди апетити, ова растура. Значи почна желудникот да ми го копа мене, моментот почна да ми се собира мене плунка, што значи дека е време за дегустација. Меѓутоа ме интересира што друго би ми понудила, еве што друго би кажала. Јас сум мабеџија. Тука можам да ги да кажам исто така дека имаме 15 вида на пици. Да, браво. Имаме исто така и пити, од кои ќе испомнам традиционалната велешка пита пастрама Елија. Така? Да. Исто така имаме за тие што постат постна пита со туна. Добро. Тоа е пица или пита? Пита, а има и пица со туна. Има, да. Точно има и пица со туна. Значи имаме пица со туна и имаме пита со туна. Пита со туна, добро. И пита ќе спомнам. Пита пица. Како е тоа пита пица? Тоа е ваква голема пита, мамата само на место. Тесто од пита, да. И внатре мастерф од пица. Ето така. Ние сме договорени, а ти ми го криеш од оној пат пита пица ми го криеш, значи се е кумашин крив. Јас знам, онга отепа работата. Ништо, Милена, јас можам само да ти заблагодарам за овој прекрасен разговор и за тоа што беше прекрасен соговорник. Јас Милена Атанасова беше. Анастасова, се извинувам.
Јас само ќе те поздравам и ќе ти речам дали можеш ти вака сега како мој посланик, не разбере погрешно, како човек кој што ќе отиде и ќе го поздрави шефот во кујна и ќе му рече Томче сака сега да дегустира неколку јадења кои што ние ќе ги презентираме на публиката, тоа нека биде пица со некоја така убава, кватро стаџоне, нешто кватро форма, не знам, со Сталоне да не биде само со Сталоне или со Шварценегер или мамето со другиве со Сталоне да не биде. И маметов е пица, да има омлет некако со кобасички, да видиме како звучи тоа, како изгледа тоа, и некаква чорбичка или нешто маметов, или остан па на вас бе се, вие одлучете се, вие сте домаќини. Како ја да ви кажам, не сум се што да донесеме. Вие ќе донесете, а после тоа ја ќе пробам, па ќе ви кажам колку нели. Само дали ќе можеш се да изедеш? Не, ја ќе пробам. Ја викам нема, не јадам. Ја вака се да се разбереме. Јас не сум тамаќар, јас сум ликсур, сакам од се да пробам. Да. А не сакам многу да јадам количински, само сакам да пробам. Договорено. Ништо, ти благодарам Милена уште еднашка, убав ден да имаш и голем поздрав до шефот на кујна, а вие мили драги мои немој да бегате нигде затоа што сега следено интересно дека ќе видите како се крчка, како се готви, како се прави, како се лудило, како се средуваат работите во кујна за тие специјалитети после да донесени тука и презентирани и сето тоа убаво да изгледа. Ако не заборавивте или ако заборавивте можете да ве потсетам дека вие гледате Шопска шоу со Томче. А каде вкусот има шоу само тука на едно друго место. Се гледаме. Ќе нас се на Браво, Мераци. Мераци, чекаме малце да направим место да не се будне, да не падне, после да плачеме. Треба некој да го јаде ова. Ало, внимавајте, мислете моа. Они мислат дека ја можам да изедам за 12 луѓе. Не мислат они дека сум ја една душа. Ево мојот омилен сендвич за денеска. И можете. Само ова е стварно доручек, кај што стварно да можеш да уживаш. А сега, мене, драги мои, станеме да заиграш. Токму така започнеме со песна и идеме каде идеме? Идеме да дегустираме. Значи ова ти е што можеш од нога да изедеш, да лапнеш, да кастеш во фаст фуд Снупи. Ама јас сум спремен. И сега ќе прашам на што ви личи ова. Виде што сте на виме од крава, на што може да личи, на ништо друго не може да личи. Значи, о, само вака љуто се служи. Или мене ми го направите намерно љуто. Вау. Може и солца? Се чувствам како хирург тука, значи како работам со ова месо, како ги сечам овие, гледате. Ова е тоа што го има сендвичот со кебапче. Значи има подготвено кебапче, има кромиче, има буковче, солца и другарчето што паднало. Бламона. Што му фали на сето ова? Ја ќе ви кажам што му фали. Му фали малце од кајмачето тука, што заборавиле они дека иде ова кебапчето иде со кајмач. Сега идеме на третиот сендвич да го пробаме со цушеви со од нога. Има една брзинка. А имате варијанта да можете да влезете внатре во гостиница Снупи и таму да порачате доручек. Милена ми рече, ми вика, ќе отидам јас, тука ти каснеш и ќе каснеш, ќе те чекам таму внатре да поправиме мојот. Узна што ќе ми каже да после. Не знам дали соодветно ќе го представи Велес, како што треба. Гостиница Снупи, не знам. Се сомневам. Ама ќе видиме. Тимот на Снупи никој пат не разочарал до сега. А зашто мене да ме разочарат? Па ја не правам ништо лошо, јас само ви покажам каде има убав доручек и презентираме што е тоа што е интересно, што можете вие да го дегустирате из Македонија. Каде може да отидете убав доручек во Велес? Ете гостиница Снупи. Сега сме во фаст фуд Снупи, а ќе идеме во гостиница, нели? Ова е убаво. Да.
Одлично. Заедно му на лимоначо. Може да добиеме уште една лимонада. Благодарам многу. Сега полека дојдовме. Овој прекрасен убав сендвич кој што имам димено парче сланина, кој што е дебело, кој што е убаво и му убаво намачкано. Сите не го сакаат кајмакот, викаат кајмакот не бил здрав. Еднаш немам чуено моментов реклама за кајмак или за чварки, а сите ги јадат, сите уживаат. Така, или за кебапчиња. Кој видел? Има ли реклама некаде за кебапчиња? Никаде. А сите ги јадат. Зашто? Затоа што е лошо, зашто не го бива. Како да не? Прекрасно, преубаво. И сега тука во фастфуд Снупи, видите што прават. Да можеш да си порачаш и парче сланина, и сендвич како што ти одговара на твојот вкус. Мојот вкус за денес е кајмаче, парче сланина и малце марула, чисто колку да рече дека и здраво јадеме. Зелено се јадало нешто, се ставало нешто колку за да биде здраво. Па ајде здраво зелено. Ете вака да посолиме. И мили драги мои, ова се конзумира, како да ви кажам, како стигнете, како ви е прекрасно, како сакате да уживате. Фантастично се префрламе секај сосадо, тосче. Да ти се пријаде вака кога гледаш, едно страна. Баш ми мило дека е така. Ето вака, сега ќе земеме. Гледате. Гледате колку слоеви има овој фантастичен тост. Значи, месо, кашкавалче. Благодарам и на вас, убав апетит. Значи, ова е тост кој што нема да го ости никога рамнодушен, а ќе остаи сити, најадени, со сите нишани како што треба. Знаете како вика, моето земи си од дома лепче и сиренци и касни си, а моментов кога немаш лепче и сиренце, а по пат те тера некаде, поминеш низ Велес, кај Снупи ќе отидеш, сигурно нема ни тама да бидеш гладен. Пошто на сите овие специјалитети што ги видовме денеска. Порано беше изреката каде и да одиш, на која врата и да во кое место и да влезеш, на која врата и да тропнеш, мора да ќе те пречекаат, ќе те најдат, мора да фе. Сега во Велес каде и да си, што и да преш, у Снупи ако отидеш, гладен нема да си одиш дома. Дури може и прејаден да си одиш дома, ама гладен сигурно нема. Ево го. Убаво, крцкаво до згора, со сусамче направено, нежно, мачкано, со путерче, па сусамче малце фрлено, па тостирано убаво, да има крцкава содржина и знаете, меком, сочно. Не. За малко. Гледаш ти како удира тоа, бау. Тоа за да ти покаже моето дека се тука луѓето, дека Велес е жив град, дека цел време има фреквенција на народ, дека ние не се криеме од луѓето, дека сме кај што има народ, таму сме ние. Каде што има луѓе, каде што има гужвата, каде е тука, на ова место кај што сме ние. Убавини. Види, драги мои, после вака прекрасно било подготвени сендвичи. Ама само топло да ви препорачам да додадете. А со Снупи, што се викаат за наодење, така да за однога. За много вече, за много и за друга. Фантастични се. Ама, не би ги изостанал ни поедохме нито доручевме нито и доручев оброците што се во гостилница Снупи. Продолжуваме, ние чека Милена таму. Нема милост. Милена нема милост. Милена е, так, како да ти кажам, нема милост, само чека на ново јадење таму, нови доручеви. Викам, значи ова не може да се разбереш, со женска не може да се разбереш што да ти кажам. Ама ајде, че ние сме фини машките, па идеме да удоволиме на Милена, да видиме што е тоа со што ме доручек мени има таму.
Па колку можеме ќе пробаме сега, не ветувам ништо. Не ветувам. Затоа што многу убаво. Многу убаво испадна се. Хала лове. Мили, драги мои, како што може да видите, гледајте го задоволство. Гледате тука, имаме, значи, печурчини, имаме патлиџанчиња, домати маличери, имаме тиквички пржени, имаме ајварче, имаме макало, имаме омлетче, имаме јајца тука на око заедно со други, овие што се, како си каже, саламчиња, шунки, такви мевци одоздола, па уште едно омлече посебно, па овие што се најубави масники во Македонија, па најубавиот кајмак тука, па пак ајварче, па англиски доручек, па пица, па шопска, па чорба, па... Значи, ова го нема никаде во Македонија. Ова, мамето, ни во Белград го нема. Само тука во Македонија и тоа каде, само во Велес, централно во Македонија позиционирано, од куќата на Кочо Рацин, десно кога ќе свртите, ма право, по патот право, од лева страна тука ќе дојдете кај црквата и вртите нагоре и тука сте. Само немој да утнете, зашто све е направено сега едносмерно низ Велес и сега ако сакаш да дојдеш до тука, вртиш од онаму преку Ѓорче, па ќе се вратиш преку Влај од тука од оваа страна и влагаш и си директно кај Снупи. Ако сме веќе тука и како што иде редот, дај да ги пробаме сите работи како што личи, како што далеко. Не може да дојдеш на доручек тука и да пробаш една работа. Мора да видат 2 или 3 комбинација, затоа кога ќе дојдете и кога ќе седнете, еден ќе порачи едно, еден ќе порачи друго, еден трето, за да може да се направите комбинација секој да пробува од се помалци. Тука како што ми кажа мене, рекол вика тука се почнува со чорбичка убава, гледај. Мерак. Ова од тоа што можам да забележам ми делува како телешка чорбичка. Ете така. Па малци од ова да сркнеме. Така е. Не може сега многу да јадеме како што вие мислите, да пробаме само да дегустираме да видиме. Ја ви кажав, тамаќар не сум. Лапач некој голем не сум, ама ликсур сум. Сакам да пробам и тоа што да ви кажам. А некој тука вика не може да излезе зашто да не пробаш и кога чорбичката преубава било. Одушевувачки добра, лесна за јадење, со зачини, со фиде, со мевце, доволно месо за да најаде. И една чорбичка вака, наводата е доволна за да го почнеш денот како што треба. Ако претходно си заглавен некаде, си излегол со другарите, си прочетал, си отишол на прасечко, по прасечкото или шопската повлекла 2 раки, а после тие 2 раки повлекле 2 коњаци, а после тоа тенко шприцече, па шприцечето повлекло подебело шприцече, појако и на крајот си завршил со све е моје, твое, или да беше стрела пес, да... Ама кога тоа ќе заврши така, после следниот ден си доаѓаш тука на чорба. Мерак. И сега започнуваме, дечки, процедурално, јас ќе појдам од лево, па идеме на десно. Идеме најблиску до мене, тука омлетот, кој што, може да видите омлет со печурчиња и со саламче, кој што е специјално направен за секоја пригода, топол, убав, фрешко, со домашни јајца. Овие се све од кокошки јајца, нема од петел јајца, нема леви, нема десни јајца, све се овие од кокошка, значи снесени, убави, домашни. Фантастично. И сиренци имам, браво. Со сиренце направено, со печурчиња. Фантастичен почеток на секој ден. Ќе продолжам понатаму, а во меѓувреме пиперчиња има, значи посебен доручек има за тие што и постат велигденските пости. Има посебен доручек, меѓутоа ќе ви кажам една тајна. Искрено тајна мислам за ова место и впечатокот ми е таков. Снупи не е место за вегетаријанци. Да не се лажи. Значи тука можеш да дојдеш и да јадеш, да се заборавиш. Ама све е убаво и све е со месо. Што е тоа што без месо ќе те држи? Не знам. Затоа не можам да разберам се да јадеш тиквички, да јадеш ова што е пиперче, да јадеш печурчиња, не дека нема да ти направи. Ама сам ќе јадеш. Сите други ќе јадат нешто што е големо, сендвич, некое месо, некоја сларина, некое парче, некое прасечко печење, некоја пита.
пита пастрамајлија, пита со сиренци и со овие што се мали парчеца, свинско мевце. Како да ви кажам? Пита пица, све имаат на репертоар. Греота е да земеш тука да дојдеш и да бидеш вегетаријанец или да не јадеш, да постиш. Тука се доаѓа после пост. После пост преку 200 избор, преку 200. Та е. А вака можеш да комбинираш. Јајце со пиперче, со тиквичка, вака заедно. Многу болегнува. Многу. Браво. Па кај сум ги погодил сите убави работи. За доручече. И сега замислете да порачаш само еден доручек. Немаше да биде волку вкусно, немаше да биде волку интересно, зашто комбинацијата ги прави работите да бидат интересни, да бидат убави. Ќе земеш, ќе си исечеш малце колбасче, па ќе си ставиш малце пиджуче, па ќе ставиш малце од ајварчето, па ќе земеш после тоа, ќе го посолиш по твој вкус, доколку е доволно солено, уште побо. Па ќе земеш, ќе му додадеш тука малце печурче и браво. Музика за моите уши, музика за моите уши. Чорчорење на скара, убаво мевце, кој ќе стиснеш како крцка. Музика за моите уши. Сега дојде моментот, мили драги мои, да пробаме. Од се привитка пицата на 4 сяде како бурек. А сечена била. Еве. Ова сега тука е со пршута, со сланинче, со убав кашкавал, оној што е малце крцка, мешан помеѓу овчи и крави, налик на пармезан. И тоа мириса така убаво те привлекува. Тера вкусот, тера. Ова е, значи, фантазија, ако сте по пица, по италијанска храна, ако сте по медитеранска храна, ако сте по македонска храна, па нема што да ја препорачам. Знаете, у Велес, ако дојдете, ти си дојдете у Кеснупи, или се не јадете, што да правиме друго мове? Мислам, после ова крај на програма, толку. No, сакам, кралски, господски, на ниво. И сето тоа како што треба, како што далеко. Ја нема да бегате нигде, затоа што сега следи мојот денешен соговорник, кој што е од Велес и кој што ќе ни каже информација две повеќе за тоа на кој начин се и кои се знаменитостите во градот Велес, кои што вие можете да ги посетите. Да знаете каде да ги потрошите сите овие калории, да знаете каде да отидете, каде да прочетете. Не е така лесно да сакам. Да сеш и да седиш. Така само ќе се здебелите. Гледај мене, гледај го Аца на што личи. Пепел се направи. Се шегувам. И двајца сме прекрасни, стројни мажи убави како што треба. Вие продолжите да гледате Шопска шоу со Томче. Сега сте на тоа неубави интересни информации поврзани со знаменитостите во Велес. Мили драги мои, како што ви кажуваме секој пат кога ќе дојде редот после доручекот и од кога ќе го дегустираме доручекот и така со полни мешлачиња ќе седнеме на маса на софра, меѓутоа софрата овој пат е празна, бидејќи ја го имам Ангелче Гушев за мој соговорник, а зашто сме во Велес со Ангелче е од една проста причина што да ги кажеме кои се оние убави знаменитости и работи кои што можете кога ќе дојдете да доручкувате во фаст фуд Снупи, веднаш после тоа или во гостиница Снупи, ако одлучите да биде таму вашиот доручек, веднаш после тоа да имате каде да потрошите таа енергија, тие калории што сте ги ставиле во вас, можете да ги издуктирате некаде низ Велес. Ангелче, добро дојде. Добро бе најдов. Токму така, добро да најдовме и ние на домашен терен ке сме ке тебе. Успех во работава и успешна презентација на град Велес.
на град Велес. Дај, може со Господ напред. Со оваа кафана и се она што Велес го нуди да запознаеме широката народна јавност во Република Македонија и чисто да знаат каде што нуди Велес како знаменитости. Така. Мене ме интересира што е тоа што ти би му го препорачал на човек кој ќе дојде во Велес да дојде да го посети како први една-две работи кои што без кои што не може можеш да заминеш, затоа што Велес има многу што да се каже, што да се збори, меѓутоа првата една-две работи кои што би ги препорачал ти. Па вака, значи многу пати по овие социјални мрежи, фејсбуци, чуда врагови, имаше лагер листа што се случи во Велес прво. Но има таму многу и да не ги таксативно не ги наименувам, јас само како дете родено во градот и кој што веќе 54 години живеам на овој простор, сакам на сите оние посетители кои што доаѓаат во Велес. После добар поедок во ресторант Снупи, може да посетат костурницата, која што се може од секоја страна во градот Велес да се види. Так. После костурницата како голем монументален споменик треба да се посетат куќата на Кочорацин, родната куќа на Кочорацин, родната куќа на Васил Главинов, треба да се посети куќата на Касапови. Тоа е таа куќа која што буквално важи куќа што лебди. Таа е куќа која што нема темели, изградена на карпа и тука е во нејзе втемена целата македонска архитектура. На неопределен терен да се определи едно дворче, еден простор за живење и еден стамбен простор за убав живот на една велешка или македонска фамилија. Тука поаѓале и нашите гемиџи, кои што првично ја имале трговската идеја и го поврзале трговски Велес со Солун. Така сега, во однос на гемиџите, тоа е приказната, тоа е работата што вие терате. Кој период од годината се случува тоа? Ако рече некој да се приклучи или моментот дојде за да го види тој нас со своји очи. Значи, тоа е втора недела во месец јуни. Добро. Секоја година, втори во месец јуни. Само да напомена, ова регата ги бие Може ли некој да се пријави таму? Може, слободно има онлайн апликација, сега за 2 дена ја објавуваме и секој може да се пријави. Добро. Многу минимална надокнада, дури и нема ни да има надокнада, бидејќи ова е и општинска манифестација која што работи И заедно. по пат кога ќе идеш таму, тоа јадењето, пиење, тие трошици кој ги плаќа? Општината, ние, спонзори, општествено одговорни компании, учесниците се среќни и весели. Така. И Многу многу е само и у Солун викаме Македонија. Најдобро е што оваа година Вардарската регата Гемиџи ја прифатија во Балканската рафтинг федерација. Браво. И сега веќе очекуваме гости од Босна, Црна Гора, Словенија. Србија. Не, овие три се поклучни, бидејќи имаат убави реки за рафтинг за возење. И они сакаат адреналин, ама овие наша регата, и јас викам, не е адреналинска, е спартанска, бидејќи 280 км е од Велес до Солун по вода, тоа се весла на раце. Ниско адреналинска, али јако физички подготвена. После тука влагаш со мали рачи, искачеш на тако, Херкулес. Ореви, Јас сакам да ги повикам сите оние општествено одговорни компании да ни помогнат во ова револуционерна борба што ја водиме за возобновување на оваа вардарска регата Гемиџи и Велес Солун, да остане традиционална и да остане стабилна. Ја верувам дека има многу општествено одговорни во Македонија затоа што луѓето полека се освестуваат и Маматов е полека поготово ова што е бизнис секторот сваќа, разбира дека сега се промира. Не е само Маматов да земеш од општеството, туку и треба да бидеш општествено одговорен да вратиш. И Маматов да се врати на оние места каде што е потребно. Еве се возобновува некаква регата, дај да направиме традиција тука, дај да помогнеме на ваков начин, да помогнеме на места каде што значи. Затоа што ја викам кога можеле гемиџите што немале ништо, што немале солзи да заплачат, ако сакале да заплачат немале толку немале, отише да правиле таков подвиг што останува за во овој период кај што имаме на дофат Маматов од топла вода, ќе кажам јас, од затуширање па до мал милион други нешта и погодности кои што секојдневно дури ги забораваме дека ни се погодности, дека ни се дел од секојдневното живење. А Енгелче, ти благодарам уште еднаш, знам да си. Исто и вие. Е така. Мили драги мои, немој да бегате нигде, затоа што сега од тука идеме, се враќаме назад во студио кај колегата Томче да ви каже како ќе одјавиме оваа емисија од Шопска шоу со Томче. Шопска шоу. Мили драги мои, добро дојдовте назад во студио, а назад во студио кој да ве чека освен јас, мојата маленкост Томче. И сега кога сме назад во студио, само ќе ви кажам дека не беше лесно. Не беше лесен предизвикот.
затоа што фастфуд Снупи, гостилница Снупи, и двете имаат доручек, и двете презентираат доручек, и двете му нудат на сите оние кои што ќе ги посетат доручек, како опција варијанта. Па имаат појадок мени, па имаат појадок варијанти, и тоа повеќе од 80 различни видови, повеќе од 80 различни комбинации. А нема комбинација во која е лошо да ставиш кајмак. Ја ќе ви кажам една реклама за кајмак, за чварки и за сланина немам видено, а се конзумира тоа и кој пробал знае. А кој не пробал, не знам, ќе научи, има време, ќе научите. И вака сега, куќата ми кажа колегите од режија, што нели владат со информација, располагат со информација, ми кажа куќата била на касапови. Меѓутоа има еден интересен подвиг кој што се случува. Ангелчо Гушев кој што го прави, а тоа е дека секоја година се организира, односно веќе 3 години поред наназад, не долги години, меѓутоа сега е возобновено, како гемиџи со нивните геми и идат заедно од Велес и паѓаат по Вардар, полека. Првата година било само до некаде, втората година успеале да влезат кај нашиот јужен сосед и да продолжат таму до Солун. И сега оваа година ќе го повторат истиот подвиг, со тоа што ако лани учествувале повеќе од 50 учесници, имало 50 учесници со гумени чамци. Патуваат, не патуваат со гемија голема како што биле тие 160 метри, не 16 метри долга, не знам 3-4 метри широка, па да носеле свила, злато, мируди, зачини, не знам така натаму. Ова се гумени чамци со кои што патуваат 5-6 луѓе најмногу. Меѓутоа за оваа година за гемиџите има најава, преку 160 луѓе, повеќе од 40 земји, тоа е многу. Викам, дај Боже, дај Боже, пак ќе отидам у Солун, Солунско поле. И викам, како е? Исто вика како кај нас. Исто себе вика, исто како кај нас. Исто е све од прво до последно. Наши луѓе. Му викаш, здраво, како се мика? Добро, одлично. Пиеме ли? Ако имаш твоја ракија, вика ќе пиеме. Ако немаш твоја ракија, не пиеме ништо. И викам, исто како кај нас, кој ќе дојдеш кај комшија. Комшија, имаш ти нешто за пиење? Не, и донеси ти твоја ракија? Нема, тоа. И така, и тоа е. Сега да не ви почнам да ви кажам шеги со власите и со егејците, тоа ќе слушате во некое друго издание на Шопска шоу со Томче, само да ве потсетам дека тоа што го видовте беше прекрасно, тоа што тек допрва следи во неделното издание е уште поубаво. Само ќе ве потсетам, нема да заборавите Шопска шоу со Томче на Facebook, Шопска шоу со Томче на Instagram и Шопска шоу со Томче на YouTube каналот. Ве очекуваат да отидете да кликнете лайк, да кликнете едно срце, да кликнете. Ништо тоа не е чини. И ова недела е бесплатно, нели бесплатно. За сите оние кои што ја пратат Шопска шоу со Томче, отидете таму, кликнете и не ви наплаќаме ништо. Нема, бесплатно е све. Вие само зимате, кликате и уживате, се дружите со нашето големо семејство на фанови, подржувачи и пријатели на Шопска шоу со Томче. Најверојатното, најневеројатното, најфантастичното и најдегустаторски настроеното гурманско шоу во Македонија, кое што презентира и ве носи низ цела Македонија и презентира различни вкусови и различни гурмански специјалитети да ве настрвиш, викам ја. Ја пак ти ви кажам и ќе признам, сум признал и во емисија. Сум кажал, јас не сум голем лапач јадач, не сум тамаќар. Ама ликсур сум невиден. Брат, ликсур невиден, што да ви кажам. Тоа е тоа. А сега, мили драги мои, секој со својата работа. Вие заврши Шопска шоу, се гледате утре. После 12:30 имате на YouTube, а јас толку. Ќе ве поздравам и се гледаме во утрешното издание на Шопска шоу со Томче. Шопска шоу!